Прекугранична соработка, диалог, приказни за едноминато воено време и промоција на помирување. Со овие термини кои според организаторите, политичарите му ги одзеле на обичниот народ. Накратко ја опишуваат целта на постоењето на конкурсот за краток расказ под наслов Бибер, на кој учество зедоа автори од земјите на поранешна Југославија на тема помирување, а во организација на Центарот за ненасилна акција од Сараево. Ова беше конкурс за краток расказ на тема помирување за автори кои пишуваат на македонски, албански, босански, српски, хрватски и црногорски јазик. Значи еден регионален конкурс кој го организира еден регионален тим, а и жирито беше регионално. Регионални, у жирiju je bio Kim Mehmeti iz Makedonije, Faruk Šehić iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva i Tatjana Gromača iz Hrvatske. Jako smo zadovoljni. Многу сме задоволни од одзивот. Добивме 385 раскази на сите овие различни јазици. А помирувањето е еден исклучиво важен збор, смета Франковиќ. Мислам дека конечно дошло време да зборуваме на тема помирување и да тоа не е веќе толку далечно и неприфатливо. Сега мора да влеземе во некој диалог и да продолжиме понатаму, ако ништо друго како најдобри соседи. Ако ништо друго као најбољи комшије. Првата награда ја доби расказот Јадат луѓе и без нозе на авторката Милица Вучковиќ од Белград. Втората награда ја доби расказот Чичко Зав, а трето наградена на конкурсот Бибер е Анушка Миновска од Скопје со расказот Семејството на Чичко Аки, која всушност е единствен награден од Македонија. Има 31 година. Пишувањето е незино хоби, но не и професија, туку избор на слободно изразување. Не знам дали е поголема таа трета награда од 1 до 3 да речеме, или ова чувство да се сретнам со толку луѓе, некој го запознавам, некој го гледам повторно. Целата идеја, повикот на оваа платформа, на овој конкурс ми беше инспирација да напишам еден текст за едноминато време, кој што за жал не е и сегашно. Инспирацијата ја наоѓам токму тука денеска, кога сме се повеќе нетрпеливи, не се сослушуваме, со доза носталгија за тоа минато време, како што кажав. Ме праша дали има фикција во приказната. Јас реков дека приказната е ништо друго освен реалност. Реалност која ја живеев и која би сакала да ја живееме, да ја оживееме. Да бидеме трпеливи, да се сослушаме, разбираме едни со други и да уживаме во нашите различности. Во збирката Раскази Бибер 2 се објавени 25 раскази.